Почитувани, девастирачките податоци за економскиот раст од само 0,1%, сосекувањето на градежништвото, катастрофалната реализација на капиталните инвестиции, потврлањето во реализацијата на буџетските трошења бараат одговорност. Ваквото економско потврлање бара одговорност од Зоран Еврозаев, од Анѓушев Кочо и од Тевдовски Драган, носечката тројка на економското катастрофално цунами што се случува во Република Македонија. Државата веќе влегува во ризична зона во која ќе се бори за редовна исплата на плати и на пензии, што дополнително ќе ги оптовари и така граѓаните кои што забрзано осиромашуваат. Економската катастрофа ја потврди и Светската банка како и голем број други финансиски меѓународни институции. Светската банка токму по тие индикатори за кои што предупредуваше и ВМРО ДПМНЕ ја намали прогнозата за економскиот раст на Република Македонија не само за оваа, туку и за следните 2 години. Според Светската банка и податоците објавени во Global Economic Prospects, јунската оценка за раст на македонската економија е намалена од 3,2% на 2,3%. И Светската банка предупредува дека не само што Зоран Еврозаев, Анѓушев и Тевдовски немаат појма како да дојдат до ветените 5% раст, туку и првичните, јануарски оптимистички 3,2% раст на годишно ниво ги намалија на 2,3%. Со ваквите прогнози на Светската банка базирани на политиките на незнаење и економски незафати, македонската економија е закована на дното на Европа, каде што сите економии се движат далеку напред. Оваа година Зоран Еврозаев, Анѓушев и Тевдовски во Македонија отворија горливи проблеми во текстилната и во кожарската индустрија. Ги сопреа странските инвестиции, создадоа медиумска хајка против рударството и покрај највисоките еколошки стандарди. Ја замреа металургијата, финансиски ја оптоварија транспортната дејност преку акцизите. Земјоделството го турнаа во слободен пат. Ова економско цунами тројка го сосече градежништвото во целина. Ги сосекоа капиталните инфраструктурни зафати. Нема проекти, нема патишта, железници, гасификација, водоводи, канализации. Налудничав е падот во градежниот сектор за над 45%, пад каков што немаше ниту во 2001 година. Па ако владата се фали дека има зголемена наплата на даноци и притоа руши вакви негативни рекорди, тогаш каде завршуваат овие пари? Нема ниту една модерна економија во светот каде владата толку многу потфрлила и каде што не се реализирани буџетските трошења, а притоа да не се сноси никаква одговорност. Реалната и тажната вистина е дека нови странски инвестиции нема. Македонија, од лидер во Европа, во делот на инвестициите за само 12 месеци е на апсолутното дно во Европа. Оваа цунами тројка, Еврозаев, Анѓушев и Тевдовски, ја лажат јавноста. Тезата дека во земјава има рекорден број на инвестиции е резултат на незнаењето за разграничување на инвестициите од зголемувањето на основен капитал кај повеќето постоечки инвеститори кои немаат расподелено добивка поради најавата за новите лимитирачки економски мерки. Реалната и тажната вистина е дека нови инвестиции нема. Почитувани, измина година во која економските политики на власта предводена од оваа тројка на Еврозаев доживеа огромен пораз. Ова е уште една изгубена година за граѓаните на Република Македонија. Залудни се шарените лаги на власта, граѓаните ја живеат и препознаваат реалноста со Зоран Еврозаев. Цунами тројката, Заев, Анѓушев и Тевдовски не умеат, не знаат и немаат план и затоа мора да понесат одговорност. Граѓаните ги интересира иднината. Македонија мора и може подобро. На граѓаните им треба напредок и успеси. ВМРО ДПМНЕ знае како ВМРО ДПМНЕ има решение и Македонија ќе победи. Ви благодарам.